Селви. Јас затргнам и да зборувам. Девојки, скријте се негде. Ајде. Одете. Отвори, нека влезе. Каде е тој? Што правиш ти тука, бе? Каде се тие жени? Господ да ве казни. Опреков, полека, Селви. Ти, бате, каква работа имаш тука? Јас ги викнав нив. Тебе не те викнав. А ти каква работа имаш? Зошто ги викна нив? Што ти е, гајле? Зошто ме лажеш? Душичке, ако јас лажам, бате ме мати е тука. Зошто велиш дека ќе спиеш, штом ќе се сретнеш со бате ме мати? Затоа што јас реков спиите. Треба со нив да зборувам. Се извинувам, бате. Посад, однеси ја сестра ти дома и дојди. Кенан нека ме однесе. Со Кенан ќе зборувам. Зошто станал ваков папучар да слушнам? Хајде, Селви. О, бато, многу ти благодарам. Толку е љубоморна што не можам да дишам. Ајде, тргај. Тргај. Излезете надвор. Брзо. Бато, те молам. Ниту татко ти го засакав, ниту тебе те засакав. Тоа е друга работа. Не мисли дека од татко те се чувам. Тебе ќе ти ја очитам лекцијата со вода. За Селви да не ти ги види трагите, те намокрувам. Бато, Ако види што ќе биде, ќе разбере дека си нечесен, ќе се навреди. Ако и јас не ја навредувам Селви, ти кој си да ја навредуваш? бато, те молам. Немој. Девојки, вие бидете сведоци. Ако овој нечесен на некој се нафрли, и неа, и овој нечесен, двајцата ќе ги убијам. На сите што ги знаете, ова да им го пренесете да знаат. Одете сега. Зошто се бричиш? Ме чеша. А зошто сега го правиш тоа? Сега имам време. Ти нешто матиш, нели? Многу ти се допадна брадата. Ти стои. Секако, никој да ме погледне. Љубоморна. Па тогаш за кого ја бричиш? За керка ми. На раат да ме бакне. Значи не е за некој друг на раат да те бакне. Тебе нели ти се спиеше? Не, ти нешто матиш, како и да е. Наскоро ќе излезе се на виделина. Додека Фелер го правеше поредокот за нас, беше убиен од противниците. Таков извештај ќе оди во Вашингтон. Господине, може ќе имате многу проблеми.
И овие прати ги. Кога ќе ги видат украдените пари, ќе замолчат. Разбирам, господине. А тато, што правиш? Ама што е ова? Влези внатре. Тука ќе останеме. А тато, остави ме да одам. Каде ќе одиш 007? Кај тие што ми ја изедоа душата? Тато, ти мене не ме знаеш. Не сум те познавал, точно си рече. Ама ќе те запознам. Имаме многу време. Колку сакаш можеш да викаш, да се дереш, да врескаш. Одовде не излегува звук. Забајле ќе ти донесам доручик. Тато! Отвори ја вратата, тато! Тато! Отвори! Тато! Нека ти е на здравје, бат. Фала, Ерхан. Ем си се избричил, ем не одговараш на телефони. Ме мати ли ти кажал? Нешто требаше бато ме мати да ми каже. Не, не е ништо, Ерхан. Бате, од вчера не можеле да добијат врска со Алпер. Вчера некој време излегол од владата и после го снемало. И? Како ќе се поврзаме со старците? Бате, не е тоа прашањето. Човекот го нема. Аман бе, Абдур, тие се разузнавачи. Секако дека понекогаш ќе ги снема. Вери го чамецот таму. Во ред. Алпер е моја одговорност. Што е? Како и секогаш ли ќе се фалиш наоколу, дека и него си го утепал? И што ќе правиме сега? Треба да ја средиме твојата работа со Јашар. Таа работа нема да заврши ако Јашар не умре. Оди кај Хашим ага да ве помири. Да го убиеме Јашар и да заврши. Што Хашим машим? И направиш како што реков или нема да направиш? Хашим мене не ме сапи. Како што ти реков.
Што ти е? Ништо не ми е. Не можеш раката да ја кренеш, синко. Вчера многу пливав, од тоа ми е. Какво пливање? Види, фраерството е добро, ама со мерка. Верен си, пак така однесувај се. Има ли нешто друго? Ага, губиле Алпер. Што? Не, имам ќе живолу ти, куче. И јас ако тебе не те закопам без кајфен, да не ме нарекуваат катрџијашар. Јави се во внатрешни, прашај дали има нешто ново. Добро, бате. Добро, фала. Бате Алпер и Јашар вчера се сретнале. Каде се сретнал? Јашар отишол во разузнавањето. Ерин, што правиш? Како си? Џахид, одиме кај Јашар. Ке се слушнеме покасно. Бате, да одевме малце до владата, срамота е. Таму му било телото. Сушност, ако не го најдеме убиецот, ќе биде срамота туки. Од тука заврти, Џахид. Срамота, срамота. Човек на сочувство ќе отиде, толку се дружеше со Алпер. Какво дружење има, сине? Тој е човек на Абдулхеј. И ти си во право. Се гледа твојот човек. Секако нашиот татко е од Испарта, па никој не го ни погледнува. Ерхан, вашиот татко е голем. Тешко е да ве гледат. Батополот никогаш не вика: Ерхан, како си? Една рака немаш. Дојди да се прошетаме малку. Човекот ич не сочувствува. Не, ама понекој сочувствува. Жити Бога. Кој од вас ќе донесе чај? Јас ќе донесам ваше височество, принцу, вие седете. Што е, синко? На теската камен ти ставив, па затоа се лутиш? Бате си го расторил Кенан. Мајстора за мотори што прави? Прво моторот го растора. Зошто? Расипаниот мотор само така се поправа. Ако мајсторот го собере растореното, како и да погледне, што и мотор ќе има уште 100.000. Вистина, твоето мајсторство е друго, нашето е друго. Твоите мотори се други, нашите се други. Черко, колку пати да ти кажеме да не доаѓаш тука без најава? Тогаш вклучи го телефонот за да ти се јавиме. Мама те бара. Што е на мама, бе? Оди прашаја мајка ти. Што го прашуваш девојчето? Телефонот да не го исклучуваш веќе. Ајде, побрзе веќе. Замолчи, бајде. Сад! Бате, да позборуваме. Може, Цвето. О, и принцесата дошла. Ерхан, џаот нека остане. Дозволи ни. Како си, Батерхан? Како да сум, Селви? Исто. Што ќе биде со овој Кенан? Што му се случило на Кенан? Бате, јас си го знам човекот. Овој не може раат да стои, немој. Ке стои. Јас со него зборував. Така ке стои што... Го тепаше, нели? Зборував, нели ти реков, Керко?